Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Поминаа 3 дена од скандалот за нелегалното прислушување во јавното обвинителство, а се уште од Оливер Спасовски МВР немаме никаков концизен и директен одговор. Кадрите на СДСМ се уште ги прислушкуваат граѓаните и институциите. Јавните обвинители, судиите, нивните соработници, институциите се под директен надзор и нелегално се прислушувани од страна на Оливер Спасовски и Зоран Заев. За ова оставки, но и одговорност мора да има и тоа уште веднаш. Јавноста се уште со денови чека одговор на прашањата кои што треба да ги одговори Оливер Спасовски како ресорен министер во Министерството за внатрешни. Кој прислушувал нелегално во јавното обвинителство? Дали во разговорите има и разговори обвинители од специјалното јавно обвинителство во кои се договарале одредени предмети и нивно преземање. Кој ќе сноси одговорност за прислушувањето во јавното обвинителство на јавните обвинители и останатите нивни соработници? Дали со овие нелегални разговори од изминативе 2 години биле оценувани јавни обвинители да носат одлуки по нечија желба на луѓе од власта? Дали со овие нелегални разговори бил вршен прогон на невини граѓани? Кога конечно Оливер Спасовски ќе си поднесе оставка за нелегалното прислушување на јавните обвинители и институциите изминативе 2 години? И повторно, денес прашуваме од пред МВР дали се што се слуша и следи во моментов е нелегално и дали воопшто функционира системот за следење на комуникациите изминатиот период. Ова се непроценливи штети по независноста на обвинителството и судството. Ова се непроценливи штети кои ги прави директно владата на СДСМ, Зоран Заев и Оливер Спасовски. Граѓаните немаат повеќе доверба во јавниот обвинител и нему СДСМ со овој скандал му го сруши интегритетот. Граѓаните одамна немаат доверба и во МВР и во Оливер Спасовски, а сега уште еднаш се потврди истото. Оливер Спасовски нема капацитет и кредибилитет да продолжи да го води Министерството за внатрешни работи. Затоа Оливер Спасовски треба си даде оставка уште веднаш и да сноси одговорност за се до сега што направи. Благодарам. Дали има прашања? СДСМ преку соопштение денеска потенцираше дека побарува одговор од Мицкоски, која била неговата улога во 2016 година во моментот кога се прислушкува во јавното обвинителство. Ваш коментар? Дека бил генерален секретар. Председателот Христијан Мицкоски во 2016 година не бил генерален секретар и тој е генерален секретар од 1 август 2017 година. Така да очигледна е намерата и злобата на СДСМ да му наштетат на председателот Мицкоски преку случај за кој што директно се одговорни СДСМ, Зоран Заев и Оливер Спасовски. Така да одговорот СДСМ и нивниот центар за комуникации треба да го бараат кај Оливер Спасовски во МВР и треба го бараат во владата кај нивниот председател Зоран Заев. Тие се оние кои што треба да дадат одговор на граѓаните кој прислушкувал и за чии намени. Уште побрзо треба да си дадат оставка за ова што се случува во моментот.